Ја знаете приказната за волшебната ламба и духот што излегува од лампата. Има многу верзии. Има една современа. Човек нашол таква волшебна лампа и знаел дека треба да ја протрие, зашто така е во приказните. И ја протрил лампата и излегол дух. И како во приказните, духот рекол, јас сум благодарен што ме ослободи и сега ќе ти исполнам една желба. Во приказните е три, ама јас една ќе ти исполнам. И човекот рекол, во ред, еве мојата желба. Имам брат, со кого 30 на години сме скарани. Мојата желба е да се смириме, така да ми прости и повеќе да не сме скарани, да се сближиме. И духот бил многу трогнат, зашто обично бил навикнат на други желби, и со радост му ја задоволил желбата и му рекол, а добро сега, зошто баш таква желба, да не си болен од некоја смртоносна болест, па ти останува малку време во животот, па сакаш, не ти значат ни пари, ништо, па сакаш, нели, на крајот да се смириш со брат ти. И човекот рекол, не, с крајот да е, не сум болен, брат ми е болен, му останува уште малку време, а ќе остави во наследство милиони. Така. Тоа е мотивот. Говориме за мотиви. Велат дека и најдобрите нешто што ги правиме може да бидат голема измама ако не ги правиме со правилни мотиви. Мене ме потекна на размислување, се надам дека нема да повредам политички некого, но на размислување за мотивите и на некои луѓе што влегуваат во политика и ветуваат многу работи за да влезат во парламент, да освојат власт. Па така еден наш млад и професор и политичар кој е дебютант на парламентарната сцена, првото нешто што го направи како разбра дека влегува во парламент, не беше благодарност кон гласачите, не беше увереност, тоа е светување дека ќе се бори за работнички права, зашто припаѓа на таква политичка провиненција, за земјоделците, за социјална правда, еднаквост и така натаму. Тако првото нешто што го кажа, кога разбра дека е во парламентот, беше не се умилкувајте, сите ќе ве стрелаве. Да. Сега, ако го кажеш Амди Бајрам тоа, во ред, ќе останеше така, нормално. Дури неговите искази се така по-комични и по-симпатични. Станува збор за универзитетски професор. И тоа човек кој не пропушта никогаш прилика да каже дека е единствениот кој завршил со 10.00, најдобар студент. И навистина, кој е мотивот на тој човек? Кој првата негова реакција, првиот негов и исказ како парламентарец е дека ќе стрела. Дали навистина неговите намери во парламентот биле правата на луѓето или пак жет за крв? Не знаеме. Но тоа кажува многу зошто луѓето, со какви мотиви луѓето прават некои работи. И на крајот на краишта си мислам, добро, како професор тој човек каква порака или каква лекција праќа на студентите, на оние на кои што ги учи. Да може тука, ќе вклучиме друга споредба, која е навистина црно-бела. Еден друг професор, професор Павловик, кој живеел пред 70 на години, бил угледен професор во гимназија, завршил книжевност и филозофија. И кога требал неговите студенти, тоест ученици, да бидат стрелани, фашистите му дале можност да застана на нивна страна, бидејќи им значило таква личност да ги угледна, да ги подкрепи. И тој рекол, не. Јас треба сега на моите ученици да им предадам лекција. А мојата лекција е да заставам покрај нив и со моето тело да ги штитам. Тоа е мојата последна лекција. Човек сегаш треба да дава, ако има вистински мотиви за она што го прави, секогаш и постапките ќе му бидат вистински. Мотивите се многу важни. Како што кажав, многу пати нашите добри постапки се само една измама.
една измама, голема измама, ако не са правени со вистински мотиви. И многу пати ние знаеме тоа да го направиме, да бидеме добри или да завршиме услуга, зашто очекуваме исто така некаква услуга. Ке позаиме точок, зашто утре може би ќе побараме кола, да ни се даде како услуга. Во овој текст што го разгледавме, има убави поенти за мотивите. Зошто треба да се прават или зошто се направени некои работи. Долг е текстот, а периодот од службата на Давид е кога тој веќе се етаблира во царството Израел. Самата држава веќе Израел е, може да кажем, добро утврдена, стабилизирана. После веќе поминале околу 400-500 години од кога влегле во ветената земја. Таму во таа земја успеале да ги совладат непријателите, имат победи, поминале многу војни. Давид е еден од оние кој има голем придонес во утврдувањето на државата Израел, расширувањето на граници, тоест освојувањето на ветената земја на што Бог го ветил. Царските каси или ризниците се полни. Самиот Давид си изградил убав дом, кедров дом од кедар. И така, седејќи, гледајќи на успесите, во еден момент се вели, а Божиот ковчег уште е во шаторот. Тоест, јас имам убав дом, кедров дом, а кутриот Бог нема дом, нема кај да живее. И вика на Натан, јас решив да му направам дом на Бог. Зашто не е добро сега, јас да си живеам во убав дом, а тој да живее во шатор. Убави намери, амбициозни, да се вдоми Бог е голема работа, зашто Бог нема кај да живее. И Натан, кој е пророк на Давид, и гледаме дека е добар пророк, меѓу другото, во други ситуации тој знае да каже Давид, Божјата волја е друга. Натан како пророк треба да го слуша Бог и оно што Бог го има да му го пренесе на Давид. Но во оваа ситуација Натан без воопшто го прашува Бог, вели, добро си наумил, супер е ова твојот план, така да оди прави се што ти е на срце, зашто Господ е со тебе. Веднаш дури и дава вакво поддршка, Божја поддршка во тоа. Никаде не до тој момент Бог не кажува дека бара такво нешто. Можеме да претпоставуваме зошто Натан така го подкрепува веднаш, но очигледно е дека Давид е силен во тој момент, има добар план и Натан некако му го кажува она што самиот Давид сака да го слушне. Може би самиот Натан се во еуфоријата дека ќе правиме дом за Господ, се поведува по таа еуфорија, но очигледно е дека Натан е во синхронизиран, тоест на линија на она што Давид сака да го направи, тоест Натан го кажува она што Давид сака да го слушне. Или нешто што го има е пракса во нашите политички кругови, нашите политичари се опружуваат со советници кои не кажуваат она што треба да се каже како вистина, туку го кажуваат она што политичарите сакат да го слушнат. Зашто тоа е и начинот за, тоа е успешното средство за успех, доброто средство за успех. Натан кажува, супер е, оди, Бог е со тебе. И одат да спијат двајцата, се повлекуваат, срекни, ќе градат дом на Бог и уште истата вечер. Бог оди кај Натан, зашто Натан е пророкот, и му вели, кој ти кажал тебе дека јас сум со Давид во таа негова намера? Кога јас сум бил без дом? Кога сум останал без живеалиште? Тоа е првото прашање што го поставува. Кога јас сум бил без дом? Кога јас сум зависел од луѓето тие да ми изградат дом? Вели,
bukvalno ovako, odi kažemo na moj sluga David, vaka govori Gospod, ti li ki mi izgradiš dom, za da živim vo него? Su drugi zborovi, pa ako ja sakav, navistina ti da mi izgradiš dom, veš ki ti kažem, jasno. Ki mu kažem na Natan jasno, дека сакам да имам дом. И од тука натаму, како за чудо, многу чудно, и тоа не е чудно, така, и за чудо, почнува да му говори на Натан, да му каже на Давид, што се Бог направил за Давид. И прави една ретроспектива и за Израел, и за Давид. Или накратко кажено, ако го сумираме некако тоа, поентата е, се што имаш ти, па дури овој убав дом од кедър што си го изградил, се тоа всушност јас го направив. Јас направив за тебе многу работи. Прво го подсетува. Ти, Давид, произлегуваш од едно непознато семејство, од Витлеем. Твојот татко е непознат, Јесеј, кој го знае во Израел. Не од царски род. Ти самиот во тоа семејство си никој ништо, ти беше овчарче. Ти беше најмалиот. Јас што направив? Тебе те направив цар. И ти дадов победи. Сите тие победи што ги избојува се мои победи. Јас си ги подарив. Издигнав голем народ меѓу сите овие народи. Никој народ веќе не може да се смее над Божиот народ. Тој народ веќе нема да служи за подсмев. Сето тоа јас го направив. И потоа продолжува и вели, и ова е само почетокот. Јас имам многу поголеми планови. И почне да говори за потомство. Јас ќе ти дадам потомство. Она за што копне е секој цар. Царевите, историјата покажува, многу повеќе се грижели не с моменталната состојба, до тоа дали ќе има понатаму потомок кој што ќе продолжи со царството. Цареви се мажеле, се женеле, додека не, ако немале синови, додека не се најде некој што ќе роди, син Хенри VIII 6 пати се женил, за да најде жена која ќе му роди син. И вели Бог има, и тоа не било каков потомок, таков потомок кој што ќе седне на престолот и вечно ќе царува. Не само едно, две, три генерации, во целата вечност ќе управува на твојот престол како Давидов цар, како Давидов потомок. И дури дава ветување дека потомокот, и сега дека мисли на Соломон, дури ако сгреши, отиде се отргне од Божиот пат, јас нема се отргнам од ветувањата што сега ти ги давам. И навистина така. Соломон потоа направи големи грешки, но Бог остана на ветувањето. И кога Месијата дојде, гледаме во неговото родословно дрво дека стои Давид. Навистина, од Давид потоа Бог даде потомок, го даде Месијата кој вечно царува. Така да Давидовиот престол останува во целата вечност. И во целата вечност тоа ќе биде Давидов престол на кој што царува Месијата. Бог рече, твоето име ќе остане во целата вечност. Како оно од кого произлегува царот на царевите, вечниот потомок. Со други зборови, Бог рече, не ти мене дом, јас тебе ти градам дом. И зошто сето тоа, устари, Давид го кажуваше, која беше поентата, тоест Бог кон Давид, еден основен принцип има. Дека во основата на нашето заедништво со Бог и на оно што го правиме за Бог, лежи оно што Бог го прави за нас. Ако го испуштиме оно што Бог го прави за нас, оно што го правил, го прави и ќе го прави, нема и вистинска служба за Бог. И нема служба на со вистински мотиви. Нема служба со вистински причини. Ако Бог го подсети на Давид, го подсети Давид се што има, дека од него, за да му даде знаење дека и ако нешто направи сега Давид, тоа пак е од она што Бог го направил. Ништо Давид нема да може да направи сам од себе, ако Бог не ги дал сите тие работи. Ако Бог не му дал таа можност. Ако Бог не му го дадеше тоа царство, ако Бог не може да дадеше таа власт и сите ресурси што ги има, Давид ништо не може да направи. Тоест, во конкретниот случај, каков е мотивот на Давид? Давид како да се сожали на Бог. Јас имам, он нема.
не е честно. Да му направам јас и он да има. И затоа Бог го подсетува, Давиде, се што имаш, јас ти го дадов. Јас го направи сето тоа. И затоа мотивот не треба да биде некакво сожалување или некој друг, ако понатаму ќе видиме. Има многу различни мотиви овдека. Мотивот треба да иде поинаков. Мотивот треба да излезе од нашето заедништво, во кој што основата всушност е мојата работа, Божјата работа. Потоа од Божјата работа произлегува благодарноста, љубовта и се останато како основен мотив. Бог. Тоест, не можеме вистински да му служиме на Бог ако не сме искусиле Божјата благодат. Оно што не искусил благодат, оно што не искусил спасение, спасителна благодат, то не може вистински да служи Бог. Мотивите ќе бидат многу изопачни. Дури и кога говориме за мотиви кои се навистина од љубов, поттикнати, еве да кажеме мотив родител кон дете, во голема мера и тука има испреплетеност. Особено на нашето поднебје, многу од родителите се грижат за своите деца, прават многу работи, зашто очекуваат дека на крајот ќе им биде вратено. И на крајот има многу разочарувања. Колку се грижавме, што ли направивме, вие сега не можете да ги направите тие работи, ние ги очекуваме. Пак има некој однос, тако е граден на причина последица, давам да ми дадеш така натаму. Поентата овдека дека ако ние не искусиме Божјата благодат, Божјата љубов, тоа уште нема да има пожртвуваност. Жртвувањето како мотив за вистинско давање или пожртвувано служење како вистински мотив. Многу пати во црквите е кажувано тоа, се цитира она мисла на Кенеди. Не мислете што државата може да направи за вас, мислете што вие може да направите за државата. И во црквата се повторувало и се кажувало тоа. Не мислите вие што Бог може да направи за вас, мислите што вие можете за Бог да направите. Не. И тоа е многу неправилно и многу небиблиски. Никаде во Библијата тоа не се таква идеја нема. Нема во Библијата таква идеја. Ако видиме ние целата Библија од почеток до крај, акцентот е ставен на она што Бог го направил за луѓето, а не на она што луѓето го направиле за Бог. Тоа е основниот фокус. Например, имаме случај кога Петар се спротивстави на Христос кога му рече дека ќе му ги измие нозете. Нешто слично како Давид овдека. И Петар како реагира? Не, ти мене нема да ми ги миеш нозете. И тогаш Христос рече, се извинувам, ако не ти ги измијам нозете, ако јас не направам нешто за тебе, ти немаш дел во мојата служба. Ти немаш дел во спасението. Ти воопшто нема да бидеш спасен. И тогаш Петар што рече? Не. И тогаш Петар рече, тогаш целиот. Изми ме целиот. И главата. И тогаш Христос рече, му обясни што е поентата. Идејата овдека и Петар и како и Давид, не, ти не може да направиш такви работи, јас ќе ги правам. И Бог вели, не, може, чекај малку, размисли на што се темели твојата служба. Ако од моја страна нема служба, и ти не можеш да служиш. Ако нема спасение, ти не можеш да служиш. Ако нема благодат, ти не можеш да служиш. Ако јас не ти дадам, ти не можеш да служиш. А кога веќе го разбираме тоа, има сосема поинаква реакција, тоест мотивот станува поинаков. Јас не служам зашто треба да му дадам нешто на Бог. Не служам зашто е сирот Бог. Има сосема поинаков мотив. Има една, и тука има многу конкретен стих од Јован 4:10, прво Јован. Љубовта е во ова, не дека ние го засакавме Бог, туку тој не засака нас и го испрати својот син како жртва за простување на нашите греови. Не дека ние го засакавме, тој не засака нас. И бидејќи тој не засака нас, сега ние можеме да го сакаме него. Имаше во еден од учебниците за христијанско служење, не знам дали беше во Софија или во Виена,
една како статија со наслов "Не кажувајте им на луѓето да му служат на Бог". Беше многу провокативно, но со многу добра поента внатре. Тој го осудуваше оној манипулативен начин на повикување на луѓето во служба. Твоите пари му требат на Бог. Твоето служење му треба на Бог. Ти му требаш на Бог. И тоа е голема измама. Вистината е дека ние не му требаме на Бог. Воопшто не му требаме на Бог. Ако Бог зависеше од нас, тешко на Бог. Ништо немаше да успее во она што Бог го има како негов план. Вистината е дека нам ни треба Бог и нам ни треба службата за Бог, не на Бог. И уште еден текст, Богот кој го созда светот и се што е во него како Господар на небото и на земјата, не живее во ракотворна светлина, во ракотворни светилишта, ниту прима служба од човечки раце како да има потреба од нешто, зашто самиот тој им дава на сите живот, здив и се. Има такви луѓе кои сум читали такви безсмислени работи, ние треба да го славиме Бог, зашто принесува на неговата слава. Тозар има една убава мисла кажано, и сите луѓе да станат атеисти на земјата, и никој да не го слави веќе Бог, Бог ништо нема да загуби од својата слава и својата божественост. Ништо нема да загуби. Бог ќе се остане Бог во истата мера во која што тој е Бог. Што им кажува Исус на фарисеите? Децата, ќе им кажам да не извикуваат по мене Осана. Камењата ќе почнат да викат. Звездите ќе почнат да викат. Целата вселена ќе го слави Господ. Всушност, служењето е наша потреба. Служењето е потребата на љубовта, всушност, на крајот на криштата. Ако некој љуби, ако има љубов, тоа е негова потреба, неодолива потреба да служи. Оној што љуби, служи на оној што го љуби. Како потреба е тоа. И во таа смисла и во Бог службата, она што тој го направи, е како негова потреба на божествената совршена љубов. Така Бог се покажува овдека како еден добар модел на служење. И така е насекаде всушност. Така е и во бракот, во семејството. Така е, тој принцип за вистинско служење е клучен во секој однос. Така и со политичарите. Ако еден политичар не се сака работата, ако не се го сака народот, ако не се го сака повикот, ништо, какви ветување да даде, ќе има само деструкција, уништување и нема да има никаква корис од неговата служба. Ќе има само кражби, лаги, измами и ништо повеќе. Дури и она што ќе го направи, на крајот ќе се покаже дека го правил за слава, за да потоа пак биде избран и да продолжи со своите деструктивни политики. Ајде малку политички да се учите. Да. Така да, првиот чекор и основното, за да има вистинско служење, не само кон Бог, воопшто во животот, во односите меѓу луѓето, е Божјата благодат, искусување на Божјата благодат, тоа е спасението. Човек треба да биде спасен. Да, може да правиме ние многу добри работи. И во црква, и надвор, и насекаде. Меѓутоа, ако нема вистински мотив, на крајот резултатот нема да биде вистинскиот и сега, не само на небото, кога очекуваме Христос да не награди, туку овдека сега, зашто на крајот ќе има разочарувања, или ако од другата страна, оној кој што му служи има разочарување, кај нас нема да има сатисфакција, тоест кај, џабе толку му правевме, добри работи, еве како. Нема да го има вистинскиот ефект и сега, ама нема да го има посебно во вечноста. Така да, вистинскиот мотив е љубовта, кој не може да има оној кој го нема Исус за Спасител. Не служиме, како што овдека конкретно во текстот е како склучува некаква сделка со Бог, туку служиме, бидејќи веќе е направено се, бидејќи веќе имаме се и сме искусиле се од Бог како добрина и љубов, и сега нашата реакција е она на љубов. Познавањето на Бог, на неговата љубов, на неговите дела, за нас предизвикуваат
благодарност и љубов како мотив. Другото нешто, што овдека може да го видиме, е мешање на служби. Давид посака да изгради храм. И Бог му рече, не ти, Соломон ќе го изгради храмот. Ти направи големи работи. Ако читаме понатаму од летописи, во прво летописи 28.3, таму Бог и вметнува нешто, вели, ти нема да го изградиш дома, зашто твоите раце се извалкани со крв. И навистина Соломон не водеше војни. Ни една војна немаше Соломон во неговиот живот. Додека Давид на престолот до крајот на животот го помина во војни. И сега, како заклучок може да си кажеме, Бог не сака неговиот дом да биде изграден од човек кој убивал, чиишто раце не да се извалкани со крв. Не е тоа идејата воопшто. Тие војни Бог му ги даде на Давид. Таа беше служба што Бог му ја даде на Давид. И Бог му помагаше во победите. Тие победи што со крв беа извојувани, беа пак со Божјата помош. Идејата е поинаква. Бог му рече на Давид, твојата служба е да војуваш. Ти си воин и војувај. Градител, уметник, оној што ќе прави такви дела и што ќе живее во мир е Соломон. Едноставно тоа е мојот избор. Јас решив така. Ти ќе војуваш, а храм ќе гради Соломон. Нема поголема или помала работа. Ти имаш голема работа да го утврдиш царството, Соломон ќе има друга работа, пак да ги ужива ползите од тоа и да си гради, да си биде архитект. Тоа е Божјот избор. Давид не беше во тој план за таа служба, што Бог ја имаше. Сега, ние знаеме да правиме такви поделби на службите. Сигурно, ние машите овдека сме играле детски фудбал во малата и обично таквиот фудбал се игра без голман и без распределба на улоги, на позиции, зашто сите сакат да се во напад, сите сакат да дават голови. И како, на што личи тој фудбал? Кога се во напад, сите се во напад. И сите викаат, дај, јас ќе дадам гол. Кога ќе загубат топката, сите се враќаат назад, па од другата страна сите напаѓаат. Така да сите се во една група, или пред едниот гол, или пред другиот гол. Многу пати и нашиот живот така, и во општеството насекаде, личи на тоа. И како на времето сите сакаат да бидат правници и директори, зашто секоја фирма мораш да има правници и директори, и тоа не поеде. Имаше комерцијален, технички, генерален, еден куп директори. Директор за кадров и така натаму. И ги вработуваа. И беше привлечна работа, зашто директорите пак командаа со техничкиот стручен кадар, како инженери, архитекти и така. Тие беа во погоните, а овие седеа во фотели. Тие завршува многу потешки факултети, многу понапорно, инженерите, математичарите, така градежниците, ама директорите, економистите седеа во фотели, они команда ја решава и сите сакаа да бидат директори. Учи, за да не работи, што значи што оди на економски или на правен факултет. Сега па сите сакат да бидат програмери. Како и да е. И во црквите има такво нешто. Има црква која што е популарно пророкувањето. И сите се пророци. Сите пророкуваат. И цркви пак има во кои сите лекуваат. Сите се исцелители. Ке дојде и веднаш почнува да те лекува. Има цркви во кои што е популарно проповедањето. Сите сакат да бидат проповедници. Имаше случај кога еден хор беше популарен. Имаше така пропаганда, сите се вклучуваат во хорот. Јас сум бил многу така убедуван. Викам, јас не знам да пеам. Не, дај да слушнам како пееш. Јас ќе почнам да пеам. Ајде да видам пак. Викам, не можам. Мојата служба не е да пеам. Има ситуации во кои што повеќе беа во хорот, отколку луѓето што ги слушаа. И пеа на празни столови. Како и да е. Идејата е овдека ми дека Бог решава кој
во што, каде ќе служи. Давид сакаше да гради храм. Бог му рече, да тоа е голема работа, ама не е за тебе. Ти имаш исто така голема работа. Јас сум ти дал ти да утвориш и да бидеш познат со тоа што си утврдил силен, здрав престол и си утврдил царство. Златните денови на еврејската држава се деновите кога Давид управуваше. И тоа беше голема работа. Нема големи и мали всушност служби пред Бог. Секој и овдека ги вклучувам мотивите. Всушност голема служба онаа која се прави со вистински мотиви. Никаква служба во Божите очи онаа, иако во човечките очи може да изгледа многу голема, но во Божите очи може да биде никаква ако се прави со погрешни мотиви. Тоа е единствениот критериум за ова распределба на значењето на службите. Она што го Бог оценува е службата со вистински мотиви. Тоа е голема служба. И на крајот, уште една работа што можеме да ја видиме овде, е славата. Давид сакаше да изгради храм. Тој имаше можности. Тој беше на врвот на славата, ги контролираше противниците, непријателите, имаше многу пари и некако му фалеше уште едно нешто во неговото CV. Да изгради Божи дом. Храмот кој го изгради неговиот син, знаете како се вика до ден денешен? Соломонов храм. Соломонов храм. И дори они што не четат Библија, што читале нешто од древноста, или можеби историја или географија, не знам што, чуле дека едно од древните светски чуда е Соломоновиот храм. И Соломон е познат со векови, ако не по друго, по тој назив, Соломоновиот храм. Ако Давид го изградеше тој храм, како ќе се викаше храмот? Давидовиот храм. Тоа ќе донесеше слава на Давид. Кој не би сакал да остане, кој не би сакал неговото име да остане запаметено низ вековите. Ќе останеше запаметено како човек кој изградил дом за Бог. Давид знаеш дека кога го изгради храмот, ќе остане во историјата не само на еврејскиот народ, општо во човечката историја како градител на Божиот храм. И тоа ќе му донесеше слава. И овдека стигнуваме до последното што сакам да го кажам за мотивите. Ние служиме не за да оставиме впечаток на луѓето, за тоа колку сме убави, добри или пак дарежливи, спремни да помогнеме, туку да се покаже колку Бог е голем и славен и величествен, за славата на Бог. За жал, паѓаме, сите го имаме тоа како недостаток, тоа е дел од нашата грешна природа, од нашата гордост, од славолюбието, да правиме работи за да им се допаднеме на луѓето. Тоа е факт. И треба да се бориме со тоа, зашто таквиот мотив на крајот сигурно ќе не доведе до разочарување. Сигурно. Колку луѓе кои биле славени, се пак се вратиме на политичкиот живот, зашто тоа е актуелно сега, колку луѓе од политичкиот живот останале разочарани, сите ме напуштија, сите викаат против мене, а на колку луѓе сум помогнал, колку луѓе сум ги извел на пат, така натаму, колку работи сум направил. И на крајот умираат, тоест остануваат заборавени, напуштени, разочарани. Зошто? Зошто пак поентата е дека било за себе сето тоа што го прави, за своја слава. Ама човечката слава не трае, има крај. На крајот завршува. И ако го правиме тоа за наша слава, ќе останеме разочарани. Се што правиме за Божја слава и тогаш плодот од нашата служба останува во целата вечност.
за секогаш. Една жена во Англија, не е средновековна, ренесансна Англија, од 18 век, многу сакала да отиде во црквата на Спрџан, бил многу популарен, и да слуша, да го види и да слуша неговата проповед, зашто сепак тоа останува како еден од најголемите проповедници. И го убедил нејзиниот маж, се качиле на воз, отишле во Лондон, во Метрополитен табернакл, црквата на Спрџан, и со големо задоволство ја слушала проповедта, и кога завршило се, тргнале назад, го прашала мажот: "И што ќе кажеш сега за Спрџан?" И тој рекол: "Не знам." "Не, што мислиш за Спрџан?" "Ами не знам, јас цело време мислев на Бог." Додека тој говореше. И не можев да создам впечаток за него. И тоа кажувам нешто за Спрџан всушност, дека тој фокусот го свртувал кон Бог. Цело време луѓето да мислат на Бог, а не на него, како на човек. Ние не сме како... Нашата цел не е како служители да го свртуваме вниманието кон себе, како што го прават, впрочем, тоа луѓето во светот, во политиката. Нам не ни требаат изборни гласови. Нам не ни треба поддршка од изборно тело. Ние не треба да импресионираме луѓе, зашто нашата цел е да се прослави Бог. Нашата цел е луѓето да погледнат кон Бог и тој да добие неговата слава. И само таквото служење на крајот има успех и го прославува Бог и нам ни дава задоволство. На крајот и ние да бидеме исполнети со радост. И на крајот, како завршува Давид? Кога Давид го свати укорот, кој во пророштвото Бог го прати преку Натан. Натан утреден отиде кај Давид и му рече: "Ова ми го каже Бог." И Давид како одговори? Го прочитавме веќе, гледаме дека Давид стави се настрана. Веднаш тој го прежали храмот, градењето на храмот. Зашто она што го чу од Бог вредеше многу повеќе отколку пропуштената можност за градењето на храмот. Рече: "Бидејќи ти, Господе Саваот, Боже Израелев, му открина твојот слуга, велејќи ќе ти воздигнам дом, твојот слуга го подготви своето срце и да ти се моли со таа молитва. И така, Господи Боже мој, ти си Бог и твоите зборови се неизменливи. И ти му вети на твојот слуга големо добро, а сега благоволи и благослови го домот на твојот слуга. Та тој да биде вечно пред твоето лице, зашто ти, Господи Боже мој, го обяви тоа и со твојот благослов домот на твојот слуга ќе стане благословен за секогаш." Гледате како почнува главата и како завршува главата. Главата почнува со дом за Бог. А како завршува? Два пати во овој текст е употребен зборот дом. Чиј дом? Домот на Давид. Биди благословен, Господи, зашто ти си решил да го благословиш, ти да го градиш мојот дом. И од тука пак се враќаме на она што го говоревме на почетокот. Основата на заедништвото со Бог е Божјото градење на нашиот дом. Ако Бог го гради нашиот дом, и ако тоа го разбираме, тогаш ние можеме да го градиме Божиот дом. И тоа што го чу Давид од Бог, навистина доведе до радост и благодарност во срцето на Давид. Гледаме дека тој овдека се обраќа кон Бог и со научна лекција, и со правилни мотиви, и со голема благодарност. Ова молитва има благодарност и молитви. Сега молитвата која е? Давид не вели: "Господи, сега помогни ми да го изградам твојот дом." Не, Господи, те молам, благослови го мојот дом, изгради го мојот дом. Така, јас ќе го градам твојот дом. Зашто јас целосно зависам од тебе. Таа благодарност даде поттик повеќе Давид да служи вистински правилно на Бог. Ако го славиме Бог, тогаш нашите срца се исполнуваат со благодарност, со радост. А тоа е една добра почва, вистински да служиме на Бог, а ние служиме на Бог единствено само кога го служиме на другите луѓе. Тоа е служење на Бог. Многу е важно да служиме на Бог и на луѓето, но најважно е
со какви мотиви. Ние сме дел од овој свет, се влијаеме од светот, не можеме да не се влијаеме. Гледаме што се случува околу нас и често пати паѓаме под нивно влијание. Сега посебно во овој период може и нашите мотиви многу да се испомешат, гледајки се што се случува и како се случуваат нештата. Ние треба да останеме фокусирани кон Бог, кон неговиот мотив, тоест неговиот пример за мотиви за вистинска пожртвувана служба. И нека Бог не води секаде во семејствата, на работа, со луѓето околу нас, во црква, да бидеме поттикнувани од вистинскиот мотив, а тоа ќе донесе слава на Бог и наш плод во целата вечност. Амин.